Почитувани гледачи, се враќаме во студиото на 1 ТВ, како што најавивме. Гостин во овој блок е градоначалникот на Штип Благој Бочварски. Господин Бочварски, ако не се лажам, прв пат доаѓате во отвореното студио на 1 ТВ. Така е, прв пат сум гостин во вашата телевизија и благодарам за поканата, за можноста да поразговараме малку и за локални теми, за теми кои што ги тангираат граѓаните од источниот дел на државата и од општина Штип. Доаѓате од Штип, Скопје денеска, па и периодов наназад е еден од најзагадените градови во Европа и светот. Како е во Штип? Па добро, можам да кажам дека далеку подобра е состојбата со загадувањето, односно со чистиот воздух. Изутрина во Штип имаше околу 12 микрограми на метар кубен честички, кои што дозволената граница знаеме дека е околу 50. Во Скопје изутрина беше околу 200, во Штип 12, така што многу почист воздух. Ги повикуваме ви граѓаните на Скопје, доколку сметаат и кога имаат време да дојдат да се надишат чист воздух во Штип. Пред да продолжиме понатаму, заборавивме да кажеме дека се отворени телефонските линии, гледачите ќе можат да се јават на нашите телефони и да му постават прашања доколку имаат секако на градоначалникот Бочварски. Господин Бочварски, инклузијата на лицата со хендикеп беше пред извесен период едно од големи барања на оние организации кои што се грижат за правата на овие лица. Што се направи минатиот период по однос на ова прашање? Па добро, можем да кажем дека во постојана комуникација сум со здруженијата на граѓани, со лица со посебни потреби и можам да кажам дека во општина Штип или секоја општина има најголем дел од ингеренциите во делот на инфраструктурата, изградба на пристапни патеки, во дел на изградба на пешачки површини, тротоари за движење, со пристапни рампи кои што ќе го олеснат животот и движењето на таа категорија на граѓани. И со сигурност можам да кажам дека досега секој проект кој што го работиме, внимателно го работиме, секој тротоар кој што го реконструираме или го градиме нов има оборени ивичњаци кои што можат да бидат полесни за пристап на оваа категорија, но работиме и на подобрување на просторните можности. Со неколку здруженија бараме услови за подобрување на нивните простори за престој. Со здруженијето Порака сме во комуникација каде што сега обезбедуваме простор со што ќе им овозможиме подобри услови во дневниот период да имаат оваа категорија на граѓани, но и со секоја друга категорија. На многу јавни расправи, на многу дискусии учествувам, ги слушам проблемите, бидејќи јас како градоначалник можеби не ги знам сите проблеми кои што ги тиштат тие луѓе, меѓутоа слушам и веднаш потоа во рамки на нашите ингеренции ги спроведуваме политиките кои што реално ќе го подобрат животот на оваа категорија на граѓани. Да, имаме гледач веќе на линија, имав јас прашање, меѓутоа ајде ќе му отстапиме простор. Добар ден и повелате во програма сте. Добар ден. Повелате. Добар ден. Да ве сакам да ве замолам да го прашам градоначалникот на Штип. Дали знае во неговата општина колку има сиромашни луѓе кои што не може да преживеат со пензија или со некоја мизерна социјална? Дали им се пружа воопшто, мислам, помош од градоначалникот, од општината, од било која општина, ма баш од него се накад ме интересира, ако сум скопјанец. Во ред, дали е тоа се од вас? Да, тоа е. Ви благодариме за вашето прашање, господин Бочварски. Па добро, во дел на овој проблем кој што ги тишти граѓаните на цела Република Македонија, па и на мојата општина, можам да кажам дека ние како локална власт, па и централната влада мораме да работиме синхронизирано во дел на намалување на трошоците на граѓаните и од овој аспект можам да кажам дека тоа е централна политика на централната влада, веќе донесе неколку закони со кои што например ја врати ефтината тарифа на струјата, ги намали трошоците, со што се создаде и можност да граѓаните имаат помали трошоци. Укинувањето на радиодифузната такса беше исто таква мерка, а на територија на општина Штип, нешто што е ново и актуелно од пред неколку дена, од 2019 година граѓаните на општина Штип плаќаат за 10%
помали сметки за вода, односно ја намаливме цената на водата за 10%, во 2018 беше за 5% и оваа година уште за 5%, така што правиме се што е во наша моќ да ги намалиме трошоците, а со тоа и да го олесниме животот. Верувам дека многу граѓани живеат тешко и тоа не може преку ноќ да се смени, но правиме напори и преку создавање на услови за отворање на нови работни места, на бизнис секторот, преку намалување на притисоците, еве, казнената политика, знаете дека веќе се промени во делот на казните, сега имаме најпрви опомена па казна, со што малку ги ослободуваме и олабавуваме притисоците кои што се случуваа кон бизнис секторот, и тоа беше исто така ветување, но и се создаваат услови за отворање на нови работни места од странски компании, и тоа го знаеме, и тоа е генерално политика на централната влада, но со стабилизацијата на државата ќе се отворат и нови работни места, а тоа ќе значи и подобар живот на сите граѓани. Како на граѓаните, на младите, така е нормално и на пензионерите и на секоја категорија. Да, имаме гледач на линија, меѓутоа ќе замолам само да остане така кога ги споменавме младите, господин Бачварски, јас имам уште едно прашање. Факт е дека има загрижувачки податоци во однос на иселувањето на младите на ниво на цела држава, меѓутоа имате ли некакви бројки вие конкретно за вашата општина, за Штип, каква е состојбата со младите таму и дали има заминување од овој град, како и еве можеби во главниот град Скопје, меѓутоа и надвор од земјава? Светот е едно глобално село каде што граѓаните се движат, бараат подобри услови за работа, повисоки плати. Република Македонија во изминатите години стагнираше во дел на состојбите со покачувањето на платите, например, со отворањето на работни места, и нормално е трендот да младите се иселуваат, да барат подобри услови за работа, но загрижувачки беше што Македонија стагнираше политички и тие млади мораа да ја напуштаат државата со странски патни исправи, со странски пасоши, за да можат да барат подобри услови за работа. Она што е важно е дека граѓаните се движат, знаат да напуштат неколку месеци, да го напуштат својот дом, да работат во странство, да се вратат, и затоа не можеме да имаме прецизни бројки во овој дел, но целта на оваа политика која што се спроведува сега е Македонија да тргне напред, да имаме отворање на нови работни места, да се создаде надпревар помеѓу компаниите, да се покачува природно просечната плата, минималната плата. И се сеќавате дека минималната плата исто така беше покачена од некој минимум од 8-9 илјади денари на 12, што не е доволно, но тоа е еден почеток и треба да продолжи и понатаму да расте. Општина Штип исто така се случува одредено иселување, на општина Штип е универзитетски град и е град во кој што имаме доста студенти. Градот живее, градот е жив и мислам дека и понатаму ќе продолжиме да го развиваме правилно во вистинска насока, со што ќе создадеме услови за отворање на добро платени нови работни места. Доворет, дали е се уште гледачот на линија, доколку е? Повелата, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Поздрав до сите во студиото и до гостинот. Ви благодариме, повелата. Имам една молба до градоначалникот на Штип. Вака сега се работи за една улица, слепа улица која е забранета одамна. Таа улица се наваѓа над Дуго село, горе над Джемал Бијадич. Има околу 60 подписи собрано од граѓаните пак да се забрани улицата. Известени се инспекторите по сообраќај и комуналната, Сонја Китанова, Оливера, сите во општината. Веќе цел месец се чека, таа улица се забране, доста сообраќајки има. Со автобуси минат низ таа споредна уличка, травокрапци, а таа населба е елитна населба. Луѓето немат ни мир, ни спокојство. Друго сега се надоврзам на Маловецо. Значи, луѓето од Штип, правите штипјани се иселеа. Значи, намалку преку мене имат отидено странство 85 души. Значи, од Источна Македонија доваѓа сега да живеат од целата во Штип.
И културата е хаос. Толку имам да кажам. Поред. Пријатно се најдобро. Да, ви благодариме за вашето јавување. Еве, господине Бочварски, слушнавте поплаките, си запишавте. Верувам дека можеби имате коментар. Веројатно повеќе знаете за која улица и дел од градот станува збор. Така е, ова е преку вашиот медиум можност да дополнително се стапиме во контакт со граѓаните, иако вратите се отворени на општината, ги разгледуваме сите вакви проблеми кои што ги имаат граѓаните. За овој случај последниот збор ќе го имаат сообраќајните инженери, доколку е тоа возможно, ние излегуваме во пресрет и го слушаме гласот, но мораме тоа да што ќе го донесеме како одлука да биде издржано, за да не нанесе некој друг проблем во друга сфера. Така што ќе го разгледаме овој проблем и потоа ќе ги информираме граѓаните во тој дел од градот каква е нашата одлука. Господин Бочварски, може да останеме на темата инфраструктура, ја спомна гледачот кој што се јави. Инфраструктурата во Штип, на какво ниво е? Веќе сте година и 2-3 месеци во фотелјата како градоначалник на Штип. Што е направено во претходниот период? Дали се решени работи од областа на инфраструктурата кои што минатите години се влечкаа? Па добро, можам да кажам дека во овие година и 2 месеци сум многу често надвор од кабинетот, на терен со граѓаните, ги следам проблемите, ги решавам заедно со граѓаните, заедно со службите, така што многу помалку време останува да се биде во кабинетот, да се работи, но важно е да кажам дека од почетокот на мандатот јас затекнав општина со празни сметки. Општина во која што недостасува во првиот момент околу 150.000 евра за плати на општинската администрација, на администрацијата и на вработените во двете јавни предпријатија кои што се под наша ингеренција и под локалната самоуправа. Но многу брзо го саниравме тоа. Вративме дел од долговите кои што беа околу 100.000 евра на име на судски пресуди кои што стигнуваа. Потоа инвестиравме доста, околу 7,2 милиони денари во оддел на образованието, во нашите основни училишта. Така што започна еден вистински инвестицијски циклус во текот на минатата 2018 година од некаде околу 3 милиони евра. Тоа се пари кои што ги вложивме директно во изградба на инфраструктура. И можам да кажам со сигурност дека од каква појдовна точка стартував, можам да кажам во овој момент дека сум задоволен од тоа што реално го направивме, а навистина да се изградат околу 40 улици за само 6-7 месеци со изготвена техничка документација, со проект, со финансиска конструкција, наплатени, односно платени кон изведувачите, е голема работа. Завршивме со проектот за изградба на еден кружен тек на влезот од градот. На пролет очекуваме да продолжи изградбата на обиколницата во градот, која што е доста сериозна инвестиција со поставување на нов мост на река Брегалница и со што ќе се почувствува растеретување на централното градско подречје и на излезот од градот. Можам да кажам дека еден од најголемите проекти кои што ги започнавме во првата година е изградбата на детската градинка во општина Штип, која чини некаде околу 800.000 евра. 70% од инвестицијата е наша на општината, 30% е од страна на државата. Така партнерски работиме и оди со добра динамика изградбата на овој проект. Очекувам конкретно оваа година да биде финализиран. Таа градинка е за 200 деца, а во овој момент имаме отприлика потреби за околу 200 дечиња кои што нема простор во капацитет во постоечките градинки да бидат сместени и примени. Направивме и доста други проекти. Изградивме една платформа, паркинг платформа во централното градско подрачје за паркирање на 40 возила, со што веднаш се почувствува дека работиме брзо и ефикасно на решавање на проблемите. Се гушеше градот во сообраќаен метеж, а тоа беше генерално поради немањето на паркинг места, на формирање на паркинг простори. Го направивме ова, но размислуваме и понатаму како да продолжиме да го решаваме сообраќајниот хаос. Што со надворешното поврзување на Штип со другите градови? Од Миладиновци во правец кон Штип се прави автопатот, меѓутоа се уште не е пуштен во употреба. Штип Радовиш до каде, Штип Кочани до каде? Да, навистина се случува една градежна офанзива во овој дел околу Штип и источниот регион. Изградбата на патиштата оди со доста засилена динамика и ми е драго што веќе во
февруари месец, верувам во првата половина на февруари, веќе ќе биде официјално пуштен автопатот Миладиновци-Штип, со што Штип ќе се поврзе со метрополата, со Скопје на некаде 70 на километри, или ќе го скратиме и во километри патот, но и во тајмингот, во брзината на стигнување. Ќе биде и побезбеден овој автопат и ќе биде вистинска инвестиција за целиот источен регион. Практично ќе го доближиме целиот исток кон Скопје со овој автопат и ќе се почувствува и верувам преку нови инвестиции, отворање на нови работни места, ќе бидеме на половина час од Скопје оддалечени, но и сите други околни градови преку овој автопат. Важно е дека експресниот пат од Штип кон Радовиш се движи со многу засилена динамика и многу брзо темпо и изведувачите најавуваат дека и пред рокот ќе бидат готови, некаде за рок има околу 3 години, тие најавуваат дека за 2 години ќе биде невообичаено за Македонија. Невообичаено. Да видиме дали ќе се остварат овие прогнози, но имаме гледач на линија, голем е интересот за прашања. Вилом, добар ден и повелете. Да, повелете, во програма сте. Добар ден, Лене, многу чекаме. Базе има да расправа еден ден, кој ќе нема да дадете телефонски бројки за гледачите. Повелете, само ќе ве замолиме ние пократко во интерес на времето. Ве слушате ли? Да почнам ли? Ве слушаме, повелете. Да го прашам господинот градоначалник Базе наш Фитјанечето. Дали во Штип постои се уште народна кујна? И ако не постоje, зошто не постоje кога во Штип има многу гладен народ кој не може да се издржа без еден оброк барем да зима дневно? Ало? Да, ве слушаме. Дали е тоа вашето прашање или имате и дополнително некое? Дополнително немам, само за ово ме интересира дали има народна кујна и ако нема, зошто нема? Имаше, дали у кинато или се уште нема, не знам, треба он да ми одговори. Во ред, ви благодариме. Народна кујна во Штип нема и работата на политиката, на политичарите преку спроведување на успешни мерки и политики е такви кујни да не бидат потребни. Во нашата држава да имаш или што помалку да има граѓани на кои што им е потребен ваков тип на објект за да можат да се снабдат со храна, но како и да е, еве ги следиме граѓаните, ги слушаме нивните барања и доколку е тоа потребно, нормално дека ќе го направиме. Дали имаме уште еден гледач? Да, имам уште еден гледач на линија, па ајде. Повелете. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до градоначалникот, тука ваш колега, внимателно следам емисијата. Сакам само да напоменам од темата на спортот нешто. Градоначалникот малце повеќе, ако може да се инволвира во работата на Општинскиот фудбалски сојуз Штип, иако е тоа под капа на ФФМ, се уште тоа иде некако продолжено политички, значи од ВМРО од ДПМН, каде што треба не само ОФС Штип, него треба да се направи иницијатива од сите градоначалници да се преземе за целосна смена на Фудбалската федерација. Можда добро ќе ме разбере градоначалникот за што говорам. И она што сакам да потенцирам е нели Брегалница како фудбалски клуб треба најмалку да игра во првата лига, меѓутоа се соочува со некакви играчки проблеми или што ја знам, се подалеку и подалеку е. И она што сакам во интерес на времето да го потенцирам е околу фудбалскиот, односно од Фудбалската федерација на Македонија, луѓето да се позанимаваат со името Владко Костов, затоа што го заслужува местото претседател на Фудбалска федерација на Македонија. Поздрав, чао. Ви благодарам, претпоставувам спомена дека е наш колега, очигледно спортски новина. Повелете, господине Бочварски, интересно е да вреди да се спомене и спортот. Така е, спортот е едно од најважните сегменти од општественото живење. Јас можам да кажам дека да почнем од крајот на коментарот на вашиот колега дека Владко Костов е фудбалски стратег или тренер кој што навистина заслужува внимание. Ја има целосно мојата поддршка како градоначалник на општина Штип да продолжи по овие патеки, да навистина се искачи на едно скалило и да биде нов претседател на Фудбалската федерација на Македонија, но секако тоа го одлучуваат фудбалските
спортските работници. Јас секогаш избегнувам да се мешам во работата на спортот, бидејќи не сакам да бидам обвинет заради мешање на политиката на некој начин во спортот. Како што во минатото се случуваше. Како што се случувало во минатото и оставам таму да спортистите го расчистат тоа што се случува таму. Сум запознат со состојбите и со тие проблеми кои што ги има, но внимателно следам и верувам дека ќе се расчисти целиот сите овие случаеви кои што ги има таму во Општинскиот фудбалски сојуз и ќе се дојде до најдоброто решение. Во дел на фудбалскиот клуб Брегалница навистина клубот заслужува многу почит, многу внимание од општината и така досега и е, заради тоа што општина Штип целосно го финансира овој клуб и надпреварувањето на овој клуб моментално е во втората фудбалска лига. Јас, што е до мене, им ги обезбедувам сите услови на спортските работници да работат, но нивни треба да бидат резултатите. Јас не можам да повеќе од тоа, јас можам да им обезбедам средства за тие да се надпреваруваат и навистина Брегалница заслужува и верувам дека ќе биде во наредниот период во првата фудбалска лига, така што ќе имаме и нешто со што ќе се гордееме. Штип е фудбалски град, Брегалница е надалеку позната и во бившите југословенски простори, така што е многу значајна за македонскиот фудбал. Да, скокаме од тема на тема, меѓутоа добро, ја анимираме и јавноста. Инаку, ако може се извинувам уште нешто, општина Штип во овој момент проектира нов фудбалски стадион. Тоа е градскиот стадион, работиме на проект за изградба на еден модерен спортски комплекс со околу нешто над 5500 гледачи, што е сосема доволно за овој дел од државата и за нашиот град и ќе биде со FIFA 3 стандарди, ќе може и дури фудбалската репрезентација на Македонија да настапува на овој стадион, ќе биде целосно нов со сите подтрибински простори за фудбалскиот клуб, за свечени ложи и така натаму според сите стандарди. Проектот очекувам да биде напролет готов, а потоа ќе бараме начини за инвестиција преку јавно-приватно партнерство. Дел можеби ќе биде од инвестиција од општина Штип, но навистина е нешто кое што вложува многу енергија и внимание за да стане реалност. Оно што следно сакав да ве прашам повторно околу проектите, што станува со клинички центар, односно клиничка болница. Факт е дека е стопиран овој проект, имаше реакции во јавноста. До каде сте еве како локална власт на оваа тематика? Тоа е еден исто така голем проект кој што е под ингеренција на Министерството за здравство. Министерството за здравство ги има сите детали, но јас сум во постојана комуникација со нив и знам дека имаше забавена динамика на изградба на овој голем капитален објект за Штип и за целиот регион. Тоа е клиничка болница која што треба да биде регионална болница за целиот источен регион. Објектот е изграден до фаза на карабина, треба да се продолжи со сите внатрешни инсталации и да се финализира. Средства има. Јас сум разговарал неколку пати со министерот за здравство на таа тема. Парите се обезбедени, но треба изведувачот брзо да ги реализира и да ги добие своите средства. Но имаше проблем со подизведувачот, со една градежна компанија и понатаму Министерството за здравство координира целиот процес. Јас верувам дека ќе се одглави и дека ќе продолжи со забрзана динамика. Инаку и во овој период се работеше на изградба на овој објект, но со понамалено темпо. Не заради немање на средства, туку заради проблеми со фирмата подизведувач. Верувам, уште еднаш ќе кажам дека овој проект ќе се забрза и наскоро ќе имаме и нов клинички центар во градот. Каква е состојбата со канализационата и водоводната мрежа во Штип, со оглед на тоа што гледаме дека во јавноста најмногу коментари има по однос на таа тема? Во минатото жителите на Штип се жалеат дека во летните месеци немаат вода, еден период истата не се пиеше. Дали сега може да се пие водата во Штип и дали ќе се реконструира водоводната мрежа, а со тоа и во едно исто прашање и канализационата мрежа? Добро, еве вака можам да кажам дека во изминатата година, за само една година оваа локална власт изгради 4,5 километри водоводна и канализациона линија, вклучувајќи ги овде и реконструкциите на постоечката линија. Со ова што го кажав дека ја намалуваме цената на водата, не се намалуваат трошоците, практично работиме домакински во нашето јавно предпријатие и со заштедите дополнително набавуваме и нови машини со што ги подобруваме условите за работа. Изградивме, како што кажав, 4,5 километри водоводна и канализациона линија.
имаме веќе 2% заштеди на произведената вода во градот во оваа година споредбено со 2017 година, што значи дека губитоците се намалуваат, но продолжуваме да работиме и понатаму. Тоа е во рамки на нашите можности, е нешто што е најмногу како километража изградено во изминатите десетина години во општина Штип во дел на водоводи и канализација. Но општина Штип аплицира за изградба на пречистителна станица за отпадни води. Тоа се работи преку грант од Европска унија, тоа се огромни пари, огромни средства за ваков капитален објект, пари кои што ги дава Европска унија. И ова е уште една можност да кажеме зошто ни е толку важна Европската унија. И проектот некаде е проценет на 8,5 милиони евра, но уште поинтересно е што во овој проект се вклучени целосна реконструкција на канализационата и мрежа и колекторскиот систем во градот. И тој би чинел некаде околу 12 милиона евра, што значи дека целата инвестиција би била некаде над 20 милиони евра, реконструкција на канализациона и колекторски систем и изградба на пречистителна станица. Тоа се европски пари, кои што ние изработивме проект со ревизија и сега очекуваме кога ќе дојдат средства да ги добијат општините во Македонија. Општина Штип е една од следните општини која што ќе добие таков грант и со ваквата санација на 10 километри канализациона и 10 километри колекторски систем, ние веќе можеме да кажеме дека сме направиле многу голем исчекор во дел на санацијата на колекторскиот систем и на канализационата мрежа, но и изградбата на пречистителната станица. Мораме да знаеме дека без изградба на ваков објект, не само во Штип, туку и во цела Република Македонија, во сите градови, Република Македонија ќе има доста проблеми за влез во Европска унија. Тоа ќе ни биде едно од отварањето на поглавијата како во преговорите со Европска унија, така што работиме и очекуваме при доаѓањето на такви средства, тоа се неповратни пари, да веднаш почнеме со реализација. И максимално да се искористат истите. Мислам дека имаме гледач на линија, ќе му отстапиме простор, па ќе одиме со завршните поенти и прашања. Добар ден и повелата. Добар ден. Повелата. Поздрав до телевизија 1 ТВ. Поздрав до градоначалникот, се јавува жител од Штип. Староседелец во Масева 8 ноември, кој се промовира како една најдобро лоцирани населба во Штип. Али морам да кажам, најреунираните згради во градот се зградите во 8 ноември на улица Енгелсова 8 до 18 влез. Обложени се со солонитни табли, изградени без проект уште од времето на комунизмот, кои во секој момент може да се срушат со далекосежни последици, да не речем и човечки жртви. Во кампањата се обекаваше за обновување на овие фасади, па ме интересира, верувајќи во градоначалникот и во неговите активности и ценејќи неговата струка, дека нешто ќе се преземе на овој план, да не кажам со тоа дека и граѓаните се заинтересирани, ако треба со соиственост, така беше во кампањата договорено, да овој срам на градот кој се промовира како град на пастромалијадата се отстрани со добра волја и гордо да живееме во оваа населба каде се прават и нови објекти. Ви благодариме за вашето јавување. Да, ова е навистина убаво прашање. Беше едно од ветувањата мои во предизборната кампања, но се работи за енергетски ефикасни фасади, енергетски ефикасни објекти и постарите објекти да ги направиме да имаат многу помали трошоци за загревање и за ладење во летниот период, така што ние ќе бараме средства од европските фондови исто така, бидејќи таму се отвараат поглавја, при отварањето на поглавјата ќе се отвараат и фондови за вакви проекти. Најпрво ќе се обидеме на тој начин, бидејќи такви средства, такви кредити, меки кредити, кои што имаат многу мала стапка на камата, да побараме да повлечеме такви средства со цел да почнеме да работиме на санација на фасадите, со што ќе добиеме енергетски ефикасни објекти. Но доколку тоа трае предолго како процедура, тогаш ќе влеземе и со реализација на ваквите проекти со наши средства на општината, можеби и заедно со граѓаните кои што живеат таму, како и да е, вредно е за размислување. Имаме два концепти како тоа да го реализираме. Ќе се обидеме прво со пари кои што ќе ги добие општината, дали преку
кредити, ефтини кредити или преку грантови, а веднаш потоа е опцијата и со наша инвестиција. Инаку морам да кажам дека општината доби и грант пред неколку недели за изградба на фотоволтаици на неколку објекти, на 3 објекти во градот, на филтер станицата, на основното училиште Ванчо Прке и на противпожарната станица на зградата, каде што ќе се произведува енергија и ќе имаме големи заштеди. И тоа исто така од европски пари, без да имаме потреба да ги враќаме тие средства, со што работиме на ваков тип на проекти и ќе продолжиме понатаму да работиме отворено и вака во комуникација со граѓаните. Да, бидејќи чинам немаме сега во моментов гледачи со прашања за локалната власт на локално ниво, ќе ја искористиме приликата. Сте член на СДСМ, значи од локално ајде малку на државно ниво. Централно. И да, и во високото раководство на партијата неизбежно е прашањето околу сите овие политички превирања. Ваш коментар во однос на барањата кои што дојдоа и синоќа од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, се бара оставка од премиерот Зоран Заев, предвремени избори заедно со председателските, и сега каков е пулсот кај вас? Па добро, еве можам да кажам и мое мислење, верувам дека тоа е мислење го делат и голем број од моите сопартици, како дел од раководството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сметам дека ова е една од посакуваните опции за СДСМ доколку зборуваме тесно партиски и доколку не интересира единствено интересот на партијата, да се оди сега на предвремени парламентарни избори, имајќи во предвид предноста која што има СДСМ пред опозицијата во дел на рейтинзите. Но за да се оди на еден ваков чекор треба да се направат сите анализи, да ги видиме и сите предности и слабости на ваквиот чекор, бидејќи сепак е многу важно и колку граѓаните бараат предвремени избори. Многу е важно и да се знае што би можеле да предизвикаат тие предвремени парламентарни избори, бидејќи знаеме дека во овој момент се решија главните проблеми, спорот со Грција за името и решавањето односно подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија. Сега е моментот да се соберат плодовите од овие напорни дипломатски политики и да Македонија конечно седне на столчето во НАТО. И да ги започнеме преговорите со Европската Унија секако. Не сакаме да направиме чекор кој што би предизвикал да се стопира овој евроатлантски процес на државата и токму затоа внимателно ги одмеруваме политиките кои што треба да се носат во идејата. Има ли до крајов на неделава одлука од Социјалдемократскиот сојуз во овој однос? Па јас централен и извршен нели комитет и одбор? Ние имавме централен одбор пред неколку дена, бидејќи не беше присутен председателот поради познатата причина. Централниот одбор го овласти извршниот одбор да одлучува и да донесе одлука. Очекувам наредните денови да се состанеме повторно и да донесеме одлука. Како што кажав, сметам дека СДСМ навистина во овој момент доколку тргне на избори ќе добие уште 4 години мандат, а ВМРО-ДПМН верувам и убеден сум дека ги бара изборите, а моли Бога да не ги добие. Но каква и да е одлуката, ние сме подготвени, партијата е во одлична кондиција и сигурен сум дека убедливо ќе победиме, но и да ги нема парламентарните избори, секако има председателски избори кои што ќе се случат оваа пролет и тоа е еден мегдан каде што може да се измерат силите на партиите во државата. Колку политичари се, односно колку личности се во игра, ако може да ни откриете за кандидат за председател? Се прават докаде е целиот тој процес за консензуален председател со кој што треба да излезете? Така е, се прават повеќе анализи, анкети, се анкетираат повеќе личности. Важно е дека СДСМ на 3 март ќе го има својот конгрес на кој што ќе го избере својот кандидат за председател. Добро е тој човек да биде подржан од што е можно поволен број на субјекти, политички партии, но е за мене и многу поважно да биде граѓански подржан од граѓаните на Република Македонија, зашто верувам дека ќе биде така. И со најдобриот можен кандидат ќе истрчеме на овие избори и сигурен сум дека ќе победиме, за да не ни се случи повторно да имаме ваков случај со ваков председател кој што 5 или 10 години ќе го нема никаде и
токму тогаш кој ќе треба да направи некаков проблем или да прекрши устав, ќе биде овде да го направи тоа. Токму затоа верувам дека ќе го направиме најдобриот избор и со цел Македонија да и со неговата помош и со ингеренциите кои што ги има председателот да одработи за да побрзо станеме членка и на НАТО алијансата и на Европската унија. Многу е важно дека за недела или две веќе Македонија ќе го добие своето место во НАТО алијансата, со што седнуваме рамо до рамо со најсилните. Еве, најави вице-премиерот за економски прашања дека после решувањето на спорот со Грција веќе имаме 4 нови инвеститори. Верувам дека тој број ќе расте, ќе се отварат нови работни места. Тоа е шансата и јас верувам дека партиите, како во секоја друга нормална држава и во Македонија, постојат за да ги остварат стратешките цели на граѓаните и на државата. А наши стратешки цели се секако Европската унија и НАТО. Уште едно прашање за крај. Споменавте партиите и во однос на сите овие превирања, односно размислувања, парашавања, дали ќе има председателски заедно предвремени парламентарни заедно со председателските. Важен ли, добро еве вие може сега да зборувате во однос нели на како представникот СДСМ, меѓутоа гласот на граѓаните. Можеби од оние анкети на граѓаните може да се каже дека им е смачено од толку многу избори. И ако партиите ги одмеруваат силите нели на еден или на друг начин, од друга страна, дали доволно ги слушате граѓаните и дали еве и на ниво на буџет, може ли македонскиот буџет во моментов да си дозволи и парламентарни избори заедно со председателските? Се земаат ли овие опции во обзир? Апсолутно се земаат овие опции. Македонија во секој момент, секоја влада мора да има опција дека владата може да го загуби можеби мнозинството, некогаш во други случаеви владата може да побара предвремени парламентарни избори, некогаш на барање на опозицијата, на барање на владата, така што такви средства во секој случај мора да има обезбедено државата, но дали го слушаме гласот на граѓаните? Да, апсолутно го слушаме гласот и за мене еден од важните сегменти или истражувања во овој момент е дали навистина граѓаните бараат да има парламентарни избори. Председателски знаеме дека мора да има. Тоа е на 5 години мандатот завршува на актуелниот председател, така што председателски мора да има, но дали граѓаните бараат да има предвремени парламентарни избори? Тоа е едно од важните прашања и клучните прашања и секако и тоа прашање ќе ни биде многу битно во анкетите како ќе излезе во дел на истражувањата, но и поважно е, многу важно исто така и да слушнеме што значи тоа за нашите партнери од Европската унија, ги слушаме и нивните коментари и секако на крајот одлуката ќе биде на партијата, на Социјалдемократскиот сојуз и на целото парламентарно мнозинство дали треба да се оди или не на парламентарни избори. Во ред, господине Бочварски, ние ви благодариме за одвоеното време и гостувањето во еден ТВ за прв пат. Имавте можност да одговарате на прашања и на Штипјани, меѓутоа и на сите граѓани кои што имаа што да прашаат. Тука ние, почитувани, правиме кратка пауза, па се враќаме повторно назад во студиото со колегата Антонио Крстевски и нови гости и нова тема.